Добро утро и од мене. Во денешната последна за оваа сезона општествена сцена, задоволство е што наш гостин е Тодорче Тасевски, директорот на Струшките вечери на поезијата. Добро дојдовте во студиото. Добре најдов и ви благодарам на интересот на вашиот медиум за Струшките вечери. Да, летото е секогаш кај нас време на фестивалите. Еве, во понеделник се отвара Охридско лето и веднаш потоа, практично месец дена потоа, би требало да се отвори вториот голем летен фестивал, иако тој не е само и летен. Туку е фестивал со сите нишани, што се вели. Тоа се Струшките вечери на поезијата, годинава 600 јубилејно издание. Па, дали за изданието планирате некои промени, некои надградби на програмата, можеби некои посебни чествувања? 60-тото јубилејно издание на Струшките вечери, за жал и оваа година го обележуваме во услови на пандемија, која што на повеќе нивоа го засегнува фестивалот, меѓу другото и на нивото на буџетските средства, кои што разбирливо оваа година беа скратени заради пандемијата. Меѓутоа, ние со едно рационално користење ќе се прилагодиме и ќе ги оптимизираме расположивите средства да организираме едно пристојно фестивалско издание, кое што сигурни сме дека ќе биде подобро од изданието од претходната година, кое што во услови на екот на пандемијата беше хибридно издание со домашни поети кои што настапуваа во живо и странски поети кои што беа представени преку видео читања. Оваа година веќе имаме најавено физичко присуство на околу 20 на поети, така што се надеваме дека ова издание ќе биде во секој случај подобро од претходното, меѓутоа сепак нема да може да го следи оној формат на редовните фестивалски изданија кои што се организираат во нормални околности. Добро, да се подсетиме на програмата, дали ќе имате некои промени, можеби некои новости во програмата, во одвивањето на фестивалот? Јасно, програмата ќе задржи незината препознатлива структура, со тоа што оваа година, како што веќе најавивме и претходно, во рамки на националната програма за одбележување на 100 години од раѓањето на нашиот великан Блаже Конески, Струшките вечери се вклучени преку специјално издание на избор од поезијата и прозата од Конески. Приредувач е професор Атанас Вангелов, книгата е веќе готова. Незината промоција ќе биде во рамки на програмата на Струшките вечери. Предвидено е и едно интересно музичко чествување на Конески. Не би најавувал премногу детали, меѓутоа се работи за млади бендови кои што ќе направат аранжмани на поезијата на Блаже Конески, така што и на тој начин ќе се обидеме да се доближиме до помладата публика. Оваа година можеби малку изнудено традиционалниот излет со брод до Свети Наум заради условите на пандемијата ќе го замениме со едно поекстензивно читање, со една поекстензивна програма во манастирот Калишта, каде што и вообичаено имаме поетски читања, меѓутоа оваа година целиот тој ден би го осмислиле со една поекстензивна програма таму. Да, таму е и навистина многу и убаво и веројатно странските гости ќе бидат воодушевени од од таа цела локација, нели, таму што се случува, што е. Дали ќе доаѓа добитничката на Златниот венец? За жал, годинишната добитничка Керолин Дафи по првичната комуникација заради рестрикциите што Велика Британија ги поставува по враќањето од Македонија, најави дека оваа година нема да може лично да дојде. Веќе организираме како и минатата година да биде представена преку едно поекстензивно видеообраќање. Минатогодишниот добитник Амирор најави дека ќе биде физички присутен оваа година и го очекуваме. Додека добитничката за оваа година најави дека следната година се надеваме дека во безбедни услови и во услови кога пандемијата била завршена, ќе може да дојде и бидат оддадени сите почести што еден лауреат ги заслужува. Во таа смисла, дали ќе се одржи и портретот на добитничката на Златниот венец во како секоја година во Охрид, нели, што се одржува во црквата Света Софија? Оваа година, доколку дојде дефинитивно Амирор, ќе се одржи негов портрет. Додека следната година кога ќе дојде Керолин Дафи, ќе се одржи портретот со нејзино присуство во живо, така мислам.
Добро, вие имате и еден друг новитет, а тоа е оддавање почест, да речам, на песната Тга за југ. Точно. Ќе искористам оваа прилика, еве ексклузивно, да ја споделам информацијата дека од денес на веб страницата на Струшките вечери на поезијата во посебен таб на менито е поставена песната Тга за југ во дигитално издание на всушност на Полиглота. Тоа е едно издание од 94 година, чии приредувач е нашиот истакнат поет Гане Тодоровски, во кое што се поместени 74 препеви и адаптации на 43 јазици, така што посетителите на сајтот ќе можат да ја прелистаат таа книга, а ќе можат и да го прочитаат толкувањето на Тга за југ од нашиот истакнат поет Блаже Коневски и кратката белешка исто на Тга за југ од Гане Тодоровски. Значи тоа е една всушност давање на едно историска неправда, исправање, да речам. Точно, всушност проценивме дека Тга за југ, песната со која што е обележена Струшките вечери, со која што започнува секое фестивалско издание, заслужува да биде потенцирана. И ова е почеток всушност на еден поопсежен проект со кој што целокупната издавачка продукција на Струшките вечери ќе се дигитализира и ќе биде достапна за пошироката публика. На интернет страницата на Струшките вечери, претпоставувам, да. Сега за самата програма, да слушнеме. Програмата, значи, како што јавноста е запознаена, ќе се обидеме да го задржиме форматот на редовните изданија. Значи, првиот ден по пресконференцијата на минатогодишниот добитник, доколку биде физички присутен, следува церемонијата на заседување на дрво во паркот на поезијата. Оваа година планираме и уште една содржина со која што би се потенцирало значењето на паркот на поезијата за Струшките вечери, за Струга. Потоа, отварањето на Струшките вечери, заради тоа што се уште сме во услови на ковид пандемија, најбезбедно е, како и минатата година, да биде на отворената тераса на Хотел Дрим, бидејќи се покаже како едно добро решение. Вообичајните представувања на странските поети исто имаме покането домашни поети од повеќе генерации. Оваа година одбележуваме 90 години од раѓањето на Анте Поповски, така што ќе има многу содржини. Ќе има содржина, ќе биде богат фестивалот со содржини како и секогаш. Да подсетиме за датумите на одржување, тоа е оваа година ќе биде од 26-ти, заклучно со 29-ти во Струга и на 30-ти поетски митинг во Скопје. Да, и со тоа ќе заврши, нема да ги има оние карвани кои што одеа по други градови и така. Последниот ден, значи во понеделникот пред поетскиот митинг во Скопје, планирана е посета на родната куќа на Блаже Коневски во Небрегово. Таму ќе биде таа фестивалска програма, да речем, надвор од Струга. Сепак е тоа, значи, една промена што ја правите во чест на годината на одбележувањето. Во чест на годината, ова е најава дека всушност кога дозволуваат условите, традиционално во програмата на Струшки вечери ќе се вклучи посета на спомен куќите на нашите истакнати поети и литературни дејци. Верувам и странските гости ќе одат на тие патувања. Да, тоа е и намерата. Тоа е и намерата. Добро, ако немаме што уште друго да додадеме, иако мислам дека не спомнавме многу за тоа што рековте вие ќе се прилагодите на буџетот, но ете да кажеме тоа дека е намален буџетот. Разбирливо е намален, не само на Струшките вечери, туку и на други манифестации заради ковид пандемијата која што просто ги афектира сите сфери на нашето живење. Културата не може да биде привилегирана или земена, мора да се прилагодиме на тие услови. Добро, јас многу ви благодарам што дојдовте во нашето студио еве на последниот ден од оваа наша сезона. Сигурно ќе се сретнеме и понатаму, ќе разговараме и за овие аспекти од Струшките вечери, но и за други културни прашања. Многу ви благодарам.